76-годишниот Минче Рамчевски од Пласница живее втор живот, откако во средината на октомври, берејќи дренки, беше нападнат од мечка. Прво мечката мене кога дојде ме нападна и ме турна. Ја тога викав, кога ме турна, викав помош. А лупсите? И тога после тоа, кога се заврти од другата страна, ме пати обдавак. Случајот на Минче представува кулминација на се почестите средби помеѓу човекот и овој вид на диви животни на границите на Националниот парк Маврово. Честите известувања за блиски средби помеѓу мештаните и мечките предизвикаа страв, паника и анксиозност низ целиот регион. Буквално мечка се појавуваше на секој ќоше од самого село, а уште поголем проблем беше што доаѓаше, да не речам, до 20 на метри од самото училиште. Има неколку причини зошто зачести интеракцијата помеѓу човекот и овие диви животни, објаснуваат од Македонското еколошко друштво. Популацијата на мечки се зголемува. Потоа, органскиот отпад во населените места, насобран поради штрајкот во депонијата Русино, како и недостатокот на природна храна. Од време на време има каде што дрвцата или грмушките или се оно што нели раѓа плодови во есен не е толку продуктивно како што е оваа година и со тоа мечките бараат чаре нели на други места, а и секако дека тие постоечки некои локални ѓубришта или депонии во селата, поготово во реканскиот крај, доведоа до мечките да стануваат се посмели и да одат да бараат храна во овие предели. Колку мечки има, никој не знае, бидејќи државата не спроведува систематски и редовен мониторинг. Единствената истражувачка работа ја вршат членовите на МЕТ, поддржани од странски пари. Се прават и периодични снимања со фотозамки, па претпоставките се дека популацијата на мечки се движи од 333 до 381 единка. Ова е баш таков случај кога гледаме дека апла ни требаат бројки, бидејќи не можеме ништо да донесеме, никаков заклучок и никаков акционен, нити пак менаџмент план да направиме доколку ние немаме основниот параметар, а тоа е бројноста на мечките. Доколку го имавме ова, макар и тоа да било на претходната година, например за 2022, ќе можело многу појасни одлуки да се донесат за тоа што да се направи да се управува со ваквата ситуација. Субјектите кои управуваат со заштитените подрачја имаат обврска да спроведуваат мониторинг. Тоа може да го прават и правни лица, кои имаат работено најмалку 5 експерти: биолози, биотехнолози, шумарски инженери, доктори по ветеринарна медицина. Во недостаток на Агенција за заштита на природата или завод кој ќе врши научни и стручни работи од областа на заштитата на природата, меѓу кои и континуиран мониторинг на дивите видови животни, Министерството за животна средина и просторно планирање како орган на државната управа, надлежен за вршење на работите од областа на заштитата на природата, го организира и следи мониторингот на состојбата со природата. Контрола на објектите во кои што се чува храна и добиток со електрична ограда. Метална ограда околу местата каде што се одлага отпад, успивање и дислоцирање на животните. Ова се мерките кои што владата ги предложи за надминување на ситуацијата во Маврово и Ростуше, откако општината побара прогласување кризна состојба. За преселувањето на мечките ќе помага интервентен тим од Хрватска или од Црна Гора, а локациите треба да ги даде Министерството за земјоделство. Министерството за животна средина и просторно планирање спроведува активности за формирање национален интервентен тим и обезбедување на потребната опрема со која што во иднина ќе се реагира. Представници од нашата држава веќе беа на меѓународна обука и е воспоставена соработка со тимовите од неколку соседни држави. Мечките имаат тенденција да се вратат од местото од каде што се дојдени, а дури да не се вратат може да прават нели проблеми на тоа локално население или на тој на тоа ловиште каде што ќе бидат преместени и да прават буквално да го преместиме проблемот од едно место на друго, бидејќи доколку се навикнати да бидат хранети од антропоген извор на храна, тие тоа ќе продолжат да го прават и на други места. Закана за кафеавата мечка е претераната урбанизација и навлегувањето на човекот во нејзиното живеалиште, кое што постојано се фрагментира. Тоа можеби и не е случај со долнореканскиот крај, ама околу Мавровско езеро се гледа од авион. Туристичките места се тие кои што го узурпираат се повеќе и повеќе просторот. Гледаме цело време дека има некои планови да се градат нови
ски центри, што е апсолутна лудост според мене, бидејќи во време кога имаме глобално затоплување, кога имаме се помалку и помалку снег, да се узурпира и да се сеча додатна шума за некој таков сулут план како што е ски центар, и гледаме еден таков луд план како пропадна, например, на Кожув. Најгласни околу начините на кои може да се реши проблемот беа ловџиите и ловџиските друштва. Дома побара мислење од Ловечката федерација на Македонија, но оттаму не сакаа да дадат изјава пред да го слушнат ставот на Министерството и на МЕД, иако членови на федерацијата јавно повикуваа на отворен отстрел на мечките. Значаен придонес кон создавањето паника и чувство на несигурност има и медиумите кои во потрага по сензација и ексклузивност преку насловите и описите на настаните создадоа непотребен страв кај граѓаните, што може да резултира со погрешни одлуки. Постојат повеќе начини да се намалат средбите помеѓу дивите животни и човекот, но создавањето паника, повиците за масовен отстрел и за убивање на животни, сигурно не се правилните методи.